Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, по предлог на група пратеници го поднесуваме предлог законот за измена и дополна на законот за данок на додадена вредност, со што всушност со овие одредби предвидуваме до прецизирање на дел од одредбите кои се однесуваат на местото на промет на услуги и до прецизирање во делот на одредбите на тур операторите. Она кое што особено сакам да го потенцирам со овие предлог измени на законот за данокот на додадена вредност е тоа што со измена на овој закон продолжува да важи повластената каматна стапка од 5% за првиот промет на стамбени згради и станови, доколку се користат, при тоа важно да напоменеме дека се користат за стамбени цели и кои што ќе се изврши прометот во рокот 5 години по изградбата. Со ова всушност се предвидува пролонгирање на рокот на примена на повластената каматна стапка за уште 3 години, тоа е до 31 декември 2028 година наместо 1 јануари 2026 година. Доколку останеше овој закон ваков каков што е, ќе важеше стапката од 18% за првиот промет на стамбени згради или станови. Ценам дека е добар закон кој што треба да се усвои од страна на пратениците, бидејќи доколку не останеше 5% повластената каматна стапка, ќе се најдовме во ситуација да има можност за поскапување на стамбените згради кои што и онака се би рекла на пазарот со високи парични средства, и ценам дека во моментов немаме услови за останување на каматната стапка од 18%, бидејќи со онаа стапка која што е 18%, бидејќи треба да се има во предвид дека дел од граѓаните исто така веќе имат и платено авансни средства за стамбените згради додека објектите се во изградба. Ценам дека нема дополнителни и посложени импликации и мислам дека пратениците треба да го поддржат законот. Ви благодарам.